Градот Скопје ги известува граѓаните дека од утре ќе се врши санација на индустрискиот колосек на патниот премин цементарница на булеварот Борис Трајковски. Поради тоа десната сообраќајна лента од булеварот Борис Трајковски во правец од Драчево кон Скопје, во делот кај преминот преку пругата кај цементарница, ќе биде затворена за сообраќај во време траење од 9 до 20 април. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ја почитуваат поставената патна сигнализација и да ја приспособат врзината на движење на условите на патот. Добродојдовте во Урбаните вести. Ова беше само една најавна вест. Од идната учебна година децата на странските дипломати, француските доселеници и локалните деловни луѓе за школари на од 1800 евра ќе можат да основното образование да го стекнат во Француското интернационално училиште. Во скопската населба Карпош 4 од 1 септември ќе почне да работи Француско интернационално училиште, единствено во Македонија за образование на француски јазик. Училиштето ќе нуди 2 циклуса настава за предучилишни деца од 3 до 6 години и втор циклус до 10 годишна возраст, што одговара на 5-то одделение во македонскиот образовен систем. Во следните години во план е да се отвараат и повисоки одделенија за повозрастни ученици. Целата настава ќе биде на француски јазик и ќе ја водат професори од Франција, а настава по мајчин јазик, македонски или албански, како и англиски јазик ќе имаат 5 часа неделно. Француското меѓународно училиште е раководено од Сдруженијето на родители на деца франкофони. Председател на управниот одбор и собственик е Жан-Франсуа Лерок, кој 17 години своите бизниси ги шири на Балканот. Француски интернационални училишта тој има отворено во Сараево и Одеса. Лерок денеска изјави дека францускиот модел на образование е глобална алтернатива на англосаксонскиот образовен систем. Pour ce qui est de l'intérêt, je pense qu'il y aura effectivement un intérêt. Што се однесува до француското образование, можем да кажам дека тоа е во најдобра конкуренција заедно со англосаксонскиот модел на образование. Ова е мое трето училиште, првото го отворив во Сараево, второто училиште го отворив во Одеса во Украина и денеска среќен сум што имам можноста да го отворам третото училиште во Скопје. Првата година имаме во план да имаме 60 наученици и секако секоја година да се зголемува бројот на деца. Лерок е задоволен од работата на училиштата, што ги има отворено во Босна и Херцеговина и Украина, во кои покрај деца на странски дипломати и на француски доселеници, учат и деца на локални деловни луѓе. Школарината за една учебна година во траење од 10 месеци за ученик од македонско семејство ќе чини 2800 евра. Свидетелствата се признати насекаде во светот, исто како ученикот своето образование да го стекнал во Република Франција. По 26 пат поред од денеска па се до 14 април на Скопскиот сајм се одржува меѓународниот сајм на книгата, на кој ќе учествуваат над 70 издавачи од Македонија и земјите од регионот. Сајмот ќе биде отворен од 10 до 20 часот, а цената на влезницата е 30 денари и 20 денари за групни посети. Организаторите очекуваат околу 40.000 посетители, што ова меѓународно случување го става во редот на најатрактивните што се случуваат во земјава. Томислав Атанасовски. Од денеска па се до 14 април во Метрополис арената на Скопскиот сајм се одржува 26-тиот меѓународен сајм на книгата, на кој учествуваат над 70 издавачи од Република Македонија и од земјите во регионот. На штандовите по сајмски цени ќе се продаваат книги од најновата издавачка продукција во Македонија и преводни изданија различни жанрови, белетристика, научна литература, енциклопедии и речници, книги за деца и така натаму. Во промотивниот центар пак според посебно определена програма во 7-те сајмски денови се очекуваат да се случат повеќе од 40 интересни промоции на новообјавени книги, средби со автори и низ литературни читања. Организаторите Скопскиот сајм и Сдруженијето на издавачи и книжари на Македонија најавија учество и на странски издавачи од Бугарија, Албанија, Србија, Италија, Шведска и Унгарија. Тримакс е компанија која се занимава со картографија, единствена е во Македонија со таа дејност
Исто така издаваме и детски книги. На сајм учествуваме секоја година. Посетеноста на сајмот годинава е се уште рано да се каже, бидејќи е прв ден. Меѓутоа е задоволително. Попуст имаме од 20 до 50%. Па издаваме и наслови, белетристика, нешто за читање, стручни книги од областа на картографијата. Матица Македонска на годинашниот сајм на книгата настапува со 200 нови изданија, главно тоа е белетристика, преводна литература и имаме десетина нови наслови од истакнати македонски писатели, меѓу кои романите на Божин Павловски "Рогот на љубовта", романот на Паскал Гилески "Посмртна венчавка" и се разбира тука имаме уште неколку избори од поезија од Иван Чаповски "Песна за стариот комита", книгата, најновата книга на познатиот филозоф Стефан Влахов Мицов и се надам дека со овие изданија и со дружбата што ја имаме постојано со авторите и со читателите, дека Матица Македонска ќе го оправда своето учество на годинашниот сајм на книгата со една единствена желба овој сајм во текот на наредните години да прерасне во вистински меѓународен сајм. Издавачката куќа Феникс и годинава традиционално како и во сите претходни години, значи од постоењето на овој меѓународен сајм на книгата во Скопје, постојано сме присутни. Она што посебно годинава ни е новитет, тоа е новата едиција на, би рекол, теоретски, филозофски книги. Ние ја нарековме културолошки студии, во која што објавуваме повеќе наслови за феминизмот, Ниче, Фройд и други автори. Инаку годинава, за разлика од другите години, зголемена ни е и понудата за најмладите читатели, бидејќи активно годинава, поактивно предходните години, кај нас во Феникс работи креативниот центар. Значи имаме ангажирано ликовни уметници кои што создаваат македонски изданија на боенки, на сликовници, на енциклопедии и друга литература за најмладите. Инаку очекувањата, како и секоја година, ни се дека голем број на читатели не само од Скопје, туку и од Републиката, како и од претходните години, дека ќе го посетат штандот на Феникс, со оглед на тоа дека попустите на книгите ни се максимални. Значи, попустите ни се од 50 на 100 па нагоре. Сдруженијето на издавачи на Република Македонија и овој пат ќе ги додели своите традиционални награди, најдобро издание меѓу двата сајма, најпродавана книга на сајмот, како и наградата за најдобар книжар во земјава. Настанот е предвидено да се случи в сабота на 12 април во 19 часот. Интересно е тоа што во организација на Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски ќе се организираат промоции на наградените македонски автори на домашно и интернационално ниво. Издавачката куќа Феникс ќе додели наградата за книжевен опус Златен прстен или на читателите ќе им го понуди романот Резервен живот на Лидија Димковска, кој во ноември ја доби врвната европска награда за литература. На штандовите ќе се најде и преводот на романот Приказната за двата града од Чарлс Дикенс, кој е продаван во повеќе од 200 милиони примероци. А книго издавателството 3 со идеја да ја збогати промоцијата на делото Спас го организира гостувањето на авторката од соседна Република Србија, Исидора Биелица. Таа засега е единственото звучно писателско име од странство кое доаѓа на 26-тиот меѓународен сајм на книгата во Скопје. Мотото годинава е сајмот на книгата, сајм за љубовта кон пишаниот збор. Работното време е од 10 до 20 часот, цената на влезницата е 30 денари и 20 денари за групни посети, а и овој пат за време трајањето на сајмот се очекуваат околу 40.000 посетители, што ова меѓународно случување го става во редот на најатрактивните што се случуваат во земјава. Филип Нивонер, професор по византиска археологија, кој доаѓа од еминентната катедра за археологија на Универзитетот во Оксфорд, од денеска ќе одржи серија предавања на Филозофскиот факултет во Скопје.
станува збор за курсот Археологијата на мермерот во Македонија и Византискиот свет, кој ќе се реализира во текот на овој месец. Предавањата на ниво НЕР ја отвораа серијата така наречени визитинг предавања помеѓу Институтот за историја на уметност и археологија и катедрата по археологија од Оксфорд, за која е подпишан договор во ноември минатата година по иницијатива на Фондацијата Кирил Трајковски. Фондацијата ќе овозможи и размена на професори помеѓу Оксфорд и Скопје, како и реализација на други активности, организирање научни конференции, усовршување млади археолошки кадри од Македонија во Оксфорд и друго. Темата на предавањето денеска беше методологија, епископската базилика во Стоби и други прашања. Вкупно 316 граѓани вчера добија бесплатни прегледи од страна на медицинските екипи на јавната здравствена установа Здравствен дом на Скопје. На пунктот поставен на плоштадот Македонија во рамки на акцијата Здравје за сите и одбележувањето на Светскиот ден на здравјето. Јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје соопшти дека превентивните прегледи кои се спроведуваат според програмските активности на Министерството за здравство имаат за цел на поголем број на граѓани да им се овозможи да добијат бесплатни превентивни прегледи, проверка на крвен притисок, шеќер во крв, холестерол, тежина, висина и да добијат совети за заштита и грижа за нивното здравје, имајќи ги предвид резултатите кои ќе ги добијат од анализите. Здравствен дом Скопје во текот на викендот организираше акција за превентивни прегледи и во село Љубанци, каде беа прегледани 60 лица. Медицински екипи од јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје на 21 март во трговскиот центар Лептокарија и во паркот Чаир прегледаа 151 лице. На 22 март кај општина Бутал на поставен пункт беа прегледани 200 лица, а на 23 март во Ново Лисиче беа прегледани 202 лица. Превентивните прегледи, покрај откривање на ризик факторите, имаат за цел и едукација на населението за навремена контрола на сопственото здравје, како битен фактор за зачувување на здравјето. Вечерва македонската метропола нуди богата културно-уметничка програма за сите влюбеници во уметноста. На програмата на културно-информативниот центар Скопје е рециталот на Ивана Здравкова, сопран и Зана Имири пијано во салонот 1919. Ќе бидат изведени дела од Моцарт, Хумпердинг, Тости, Рахманинов, Рота, Белини и Доницети. На репертоарот на македонската опера и балет вечерва со почеток во 20 часот ќе биде изведена представата -1 на големиот канадски балет од Монтреал, во која учествуваат 25 танчари. Уметнички директор на овој врвен ансамбл со интензивна меѓународна агенда е македонецот Градимир Панков, а неговото прво гостување во Македонија е дел од балканската турнеја и е поддржано во годишната програма на Министерството за култура. Во музеот на град Скопје вечерва ќе биде отворена изложбата Градови што се борат со урбанизмот од јапонските урбани проекти од 60-тите. Оваа патувачка изложба е креирана во 2010 година од архитектот Наохико Хино, кој во основниот концепт ги зема како појдовна точка разновидните експериментални идеи за градовите кои процутеа во Јапонија во текот на 60-тите години. Изложбата тематски е поделена на 4 дела: историја на идеален град, амбициозни урбани проекти во Јапонија, светски градови од 60-тите и 70-тите и проблематиката на градовите од денешното време. Денеска и утре започнува битката за влез во полуфиналето на фудбалската лига на шампиони. Тимот на Конектикат го победи Кентаки со 60-54 во финалето на Универзитетската кошаркарска лига во Соединетите Американски држави и стигна до четвртата титула. Следуваат спортските вести, но пред нив рекламите.